Здрава живо! Пред нас е нова епизода Просторитет. Денес имам две интересни гостинки. И двете се дел од Титинг. Доколку не знаете што е Титинг, Титинг е невладена организација која што се занимава во полето на култура, феминизам и така натаму. Веќе 14 години го организираат фестивалот прво па женско. Отворете ги, видете ги ако не сте ги знаете. tit.inc на Инстаграм имате нивен супер вебсайт. Мои гостинки се Андреја Огриновска, која што е психологинка, активистка и дел од ТИТ, а од другата страна е Кристина Лиловац, која што е актерка, изведувачка и професорка на Факултетот за драмски уметности ФДУ. Така што нема да должам многу, епизодата може да почне. Добар ден, Андреја, добар ден, Кика, како сте и добре дојдовте? Здраво, Виктор, фала ти многу што не викна. Добро те најдовме. Среќни сме што сме заедно. Секогаш. Денеска ќе збориме, ќе почнеме да збориме од таа наша кратка соработка што имавме, ама мене многу ми се допадна. Тоа беше заедничкото смислување, создавање на зборот мајчинствување. На прва кога ми го пративте зборот, влегов во една своја динамика, леле, мајкин син ќе прави збор за мајки и така натака, ама некако после тоа додека размислував за самиот збор, сватив дека смислата е малце по-широка од таа основната која што ја сватив, дека го напушта до одредена мера тој нуклеус на семејството и дека значи нешто многу пошироко. Па би сакал да почнеме од таму како вие одлучивте да го одберете овој збор и како овој збор стана практично и титулата на, односно носичкиот збор на прво па женско 14 кој трае оваа година. Добро прашање? Како што се одговара? Многу добро прашање. Одлично. Совршено поставено. Сакаш ти, директорка? Јас може да почнам само малце како стигнавме, ако сакаш, до Виктор и кој е позадинскиот процес на како ние ги креираме темите, а после би ти дала малце за месото на коската да зборам. Месото на коската. Извинете, така да, малце сликовито, да го замислиме, мислам дека е битно. Јас сум однодамна во оваа организација и јас се уште секој ден учам и имам среќа да сум обкружена стварно со, така да ги наречам, великани со извинување за зборот. Ама стварно така ги доживувам, стварно се осеќам пензионер, голем модернистички автор од 60. Ветеран феминист, знаеш? Да, разбирам. Нема таму такви меѓу И Чека, може да има ветерани феминисти? Па се надеваме, можеби ние ќе станеме ветеранки феминисти. Не знам, да видиме. Фер. И осеќам огромна привилегија што секој еден најмал состанок и вакво гледање ми е мене прилика да учам и до ден денес учам и имам некој бенчмарк за тоа како знаеш, имаш примери околу тебе за како вистински во пракса изгледа тој феминизам. Значи не е само она што го читаме, него како да го живееш секојдневно. Па така тоа се пресликува и во нашата организација на цело ниво. Организацијата инаку Tit Inc. Така е, Tit Inc. Следете на, сакајте ни, доаѓајте да ни гледате на страните. И навистина прв пат сум во една средина каде што она кое што се проповеда како некој идеал на живење и размислување, и така како се практикува во самата организација. И тоа е мојот став во овој подкаст, тоа е дека тоа е нултата почетна точка за мене, дека без разлика колку еден човек е можеби начитан, ја разбира, го разбира, да речеме, феминизмот и родовата еднаквост, во моменти на тензија и стрес, ако не е во позиција да се умири и да ги хендла тие ситуации феминистички според тие принципи, за мене тоа станува само една празна флоскула, ги знам книгите, сум ги прочитал, но де факто не сум ги отелотворил на некој начин. Така да на тоа интро сакам да кажам дека и креирањето на фестивалот и на темата ги следи тие принципи и колку и да имаме и напред и назад и тие моменти некогаш да личат безизлезни, го уживаме процесот и учиме многу од него. Кога доаѓа до темата и како ја избираме истата, од страна на канцеларијата, кога зборам како нека оператива, доста се подпираме на овие луѓе кои што веќе ја живеат оваа реалност и ја имаат таа некоја теоретска позадина. И заедно работиме
од аспекти на она ние што го знаеме со некоја позадина од донатори, што се бара, што е атрактивно, некои истражувања, но се потпирам на ниво еден момент на интуитивност, кој што го нема во ниедна книга, кој што е, мислам дека еден скил кој што се добива со живење на според овие вредности, на осекање што е тоа кое што со кое што ниедна друга организација не се бави, кое што креира некаков вакуум, кое што на почеток кога збориме за него, ние не сме свесни што точно сакаме да таргетираме, но ни стои процес на формирање на оваа тема, учиме и стигаме до едно сознание на вау, стигнавме до оваа тема која што сваќаме дека никој не обработува на овој начин. Така да тоа само да кажам дека е многу ориентирано кон процесот, не е само final goal, не е само ајде да смислиме име, да му дадеме тема и да завршиме со ова, него го работиме веќе година уназад, размислуваме, читаме, изнаоѓаме и кога доаѓа финалниот момент е многу еден катартичен на this totally makes sense, kind of. И сега ја кикавме заглавине на тоа кој му текна да се споиме со вас, она вика јас викам она, еве да се одлучиме дека заедно ни текнало во тој интуитивен момент. Но цело време покрај се ова што го кажав на нашите принципи на работа, има и еден принцип кој што ја многу го ценам, а тоа е да стремеш да се работи во партнерство. И тоа не е само пак празен термин, на ајде да се партнеруваме за for the sake of it. Се извинувам за англицизмите. Нема проблем. Прекрасни се. Нема проблем. Тоа е. Со овервелдно. Од старт. Него е со уважување на сите битни компоненти кои што излегуваат од тоа партнерство, а на пример овој подкаст е еден директен резултат од тоа. И она ти што го велиш дека и тебе ти ги отворило видиците и си научило тоа, мене ми е тоа најзначено во партнерството. Како што учиме ние од тебе во процесот за чекај колку е битен зборот и колку е битна дефиницијата и како секој сврзник има свое значење, така ти од нас најверојатно учиш за некои концепти кои што ја се надевам ги отвараат видиците и кршат тие некои парадигми застарени во кои што сме научени да живееме. И on that note, стигнавме до тој збор мајчинствување и сега би предала на Кика на коската која што ја постави да ја омеси. Нередно. Добро, ти си од зборци, сега ќе се расфрламе со разни зборови. Да, не, јас што мислам без идеја да се некои сентименталности. Стварно мислам дека една од најголемите придобивки со тоа дека Андреј се придружи на оваа организација е дека практично некако ни отвори цел еден свет на некои други генерации кои ние други генерации кои ние не ги познававме, барем не на начин на кој што благодарение на неа практично влеговме во релации со нив и во таа смисла стварно ми е драго дека со зборци го најдовме соодветниот македонски збор на она што сакавме да го представиме како централна тема на овој издание и сакавме да се занимаваме со него. Прво па женско, дури пред да се определи за некакви вака како би рекла, декларирани тематски концепти, секогаш било програмски развивано во рамки на контекстите во кои што сме живееле. Нашиот тесен локален општествен контекст, регионално, секогаш сме сакале да бидеме во релација со нашите другарки кои во другите градови во регионот работеле слични програми на европско, на светско ниво и во последните неколку години, за жал живејќи го намислам финалниот downfall на цивилизацијата, практично се наметнуваа некои теми како некоја, не знам, колективност, солидарност, радикална солидарност, колективно ослободување, нешто што подразбира некакви нови изнаоѓање нови начини на градење на коалиции, кога велам коалиции не позајмувам од мислам зборувам, разбираш, така, па ти си од зборци, и во таа смисла негде секогаш во основа беше таа некоја грижа, која е некој концепт кој што многу долго во последниве години многу така јас ќе би рекла и се експлоатира, дури на ниво да почне да се романтизира, и рековме дека секако неизбежно е да се занимаваме со грижа која е некој краен антипод на
апсолутната безгрижа и негрижа и насилство кое што го живееме и кое што практично го дефинира светот во кој што го живееме, начините на кои функционираме, на кои работиме, на кои се сакаме, на кои спиеме едни со други, на кои се бараме едни со други, на кои се смееме едни со други, за жал и нашите другарства во некаква смисла стануваат насилни. И како некаков антипод на тоа насилство се разбира дека од другата страна стои грижата, но ние сакавме да размислуваме за некоја грижа која е специфична со оваа некоја феминистичка линија која прво па женска ја заговара и некако да понудиме некоја идеја за тоа дека таа е инхерентна на нас како човечки суштества, дека ја носиме, дека во начините на кои практично обстојуваме, она постои. И тоа е супер цитат со кој што практично го завршуваме овој некој краток текст со кој што го објавивме изданието, дека практично сите наши борби за преживување во основа се состојат во таа идеја за тоа дека нашето тело не е само наше, него потенцијално создава живот на уште некого. Што е клучно за тоа што е раѓањето, што е мајчинството, како што го знаеме, но во основа мора да биде во секоја идеја и во основа на секоја мотивација да направиме овој свет да биде подобар, бидејќи ако го правиме само за нас, онда боле да не го правиме, ние мислам никогаш нема да го направиме. Така што таму тргнавме со мајчинствување. Мадеринг се појавува и во некои, јас би рекла повеќе како ниш на некои програми кои што се случуваат и кај нас, не знам, Локомотива, претходно работеше, меѓутоа јас сепак мислам дека ваков тип на фокус, каков што ние дадовме оваа година, и особено мислам дека соработката со вас и некоја литература која што ја читавме додека го развивавме концептот, мислам дека баш онака мислам дека дававме некој, што би рекла директорка, food for thought за таа, барем за таа некоја заедница која е формирана околу прво па женско, јас се надам дека продолжува да се шири. Добро. Да се вратам сега на зборот и на тоа јас како го доживувам. Ќе се обидам да не бидам како Васко Ефтов и да имам онака 7-минутен прашање за да има 5-минутен одговор, туку да бидам поконцизен и тие две страни кои што ги поделив, односно терминот грижа ќе го користам како еден дополнителен збор кој што мене ми се јавува. Тоа е како колективна грижа дефинирано. Во однос на грижата, на пример, јас секогаш сум размислувал дека таа не мора да биде врзана со семејството, заради тоа што семејството нужно не сум го гледал како добра работа. И голем дел од луѓето кои што ги познавам живеат во едни многу нарушени семејни динамики, дека оние динамики кои што нас практично не личат, тие никогаш не се семејните. Тие дали се романтични, дали се пријателски, но тоа се некои динамики каде што се третира отвореност кон грижата. Нема динамика на моги во грижата. Јас се грижам за тебе, ти мене треба да ме слушаш, туку грижата е една природна размена. И кога сум бил во оваа динамика на моќ грижа семејство, секогаш таа грижа на крајот за мене била страдање. Или па кога сум се грижил за некој што е помал од мене, брат, сестра, во одредена критична фаза во мојот живот, сум приметил дека повторно се случува тоа страдање. Од другата страна, на пример, кога сум влегувал во грижа со пријателите, грижа општеството, борба за промена, градење на движење, тоа е како грижата на стероиди, да ја кажам, во една многу поширока и поголема смисла, ама таа во моментот и кога сум страдал, истовремено и ме хранела. И тога некако сум наоѓал совпаѓање помеѓу страдањето и хранењето во исто време и ми го продлабочувало карактерот и ме еманципирало на невидена форма. И сега тоа ми е едно од проблемите кои што не можам да ги разберам и да ги аргументирам на точен начин. И сега прашањето ми е дали доколку ти се посветиш во градење на семејство, тој нуклеус мал, тогаш свесно одлучуваш дека не можеш да се бориш за големите идеи, за големите прашања, за промената на општеството, за некаков вид на рамноправност и намалување на нееднаквоста, бидејќи во моментот кога ќе имаш, да речеме, твое дете, станува како на животинска фарма. Сите се еднакви, ама едно е малку повеќе еднакво од другите. Прво моето, па после сите други. И сега дали во основа прашањето ми е на промената на општеството би дошла ако се ослободиме од динамиката на моќ која ни ја нуди семејството и се посветиме на оваа која што се обидуваме да изградиме сами, која што во основа е реципроцитетна. Мене ме прашуваш? Како сака?
Ако имаш слободно. Сепак ќе се вратам некако на овој процес кога размислувавме за ова издание и во една фаза ја читавме и многу инспиративна, мислам дека и тебе може да ти биде Софи Луис. Она е марксистичка феминистка и она е таа представничка на таа струја на противници на нуклеарното семејство као прв прототип на патриархатот. Во смисла баш зборува за ова за што ти зборуваш, дека тоа е конструкт кој што е практично осмислен за да се перпетуира некоја динамика на моќ, некоја хиерархија и е подеднакво како би рекла ја и наметнат и обесхрабрувачки и те затвара и те ограничува исто како сите други општествени конструкти како што е полот, родот, така што во таа смисла апсолутно се согласувам дека општата идеја која е патриархална идеја за нуклеарното семејство е идеја која што во основа е формат во кој што се перпетуира моќ и баш ова што ти го вели се перпетуира некоја хиерархија, се перпетуира таа идеја за имањето и тоа е всушност и она многу пишува во тој текст кој што ни беше супер инспиративен и се надеваме дека ќе возможиме да се преведе на македонски и да го имаат повеќе луѓе до крајот на годинава во рамки на ова издание. Баш пишува за тоа и го нуди овој концепт на некој на мајчинствување во кој што ти практично не мораш да имаш кин врска, не мораш да имаш родна како се кажа крвна поврзаност со некого за да создаваш релации кои се не знам, кои се идеја за мајчинство, кои се идеја за некакво братство, не мора ти да си ми роден. Јас на пример во животот имам среќа да имам луѓе кои јас сум единица сум, а сакам имам врски кои ми се братски со некои луѓе или тотално ми се сестрински онака иако се разбира ги немам мама не ми ги родила. Така да во таа смисла мислам апсолутно е јасно кога човек ќе почне да го пропрашува општеството во кое што живееме, да дојде во еден момент да го пропрашува и да ги пропрашува сите негови конструкти, а семејството е еден од нив. Да, семејството е многу често место на кое луѓето ги доживуваат можеби најужасните искуства во својот живот. И во атмосфера во која тоа е тотално романтизирано, ти прво се бориш со својата идеја што е тоа што ја не сум окей, зошто кај мене дома мора да е ужасно, кога вие сите викате дека на вас дома ви е прекрасно. Така што мислам дека многу брзо човек почнува да се пропрашува, мислам, ние кога се соочуваме со некои големи премрежја во животот и кога ќе имаме малце пари па ќе можеме да идеме на психотерапија, прво нешто со што се бавиме со релациите со нашите родители. Така што во таа смисла прво мислам дека тоа романтизирање е многу голем притисок со кој што прво треба да се ослободиме да почнеме да мислиме, а второ ми се чини многу важно да ги пропрашуваме нештата кои ни се чинат, кои се пропагираат како општи, како и кои практично го градат статус квото кој на нас не ни се допаѓа. Да се надоврзам, може слободно. Кика го начна, јас сакав и да го почнам мојот дел со тоа, тоа е дека и како и Кика, така и јас сум дете-единец. И мислам дека за мене тоа е влезот во оваа тема, заради тоа што низ цел живот сите околу мене автоматски имале најдобар другар или другарка, која што им била дома, со која што јаделе цело време, со која што све споделувале. А јас сум се осеќала многу дискриминирана на база на постојано треба да се изложувам и да сум out there making friends, зашто обратната страна на паричката е страшна осаменост и страшна самотија. Така да сега гледајќи ретроспективно дури се радувам на што така сум го изживеала животот, што толку сум ме натерал, ме бутнал во огин да сум толку отворена да од типот на не знам одам на одмор со моите не сакаа да си играат со мене, значи одмори на деца им биле најубава дешавка. Мене ми биле најтешка дешавка заради тоа што мајка ми секогаш ми викала ја нема да си играм со тебе, а мене онамо има едно девојче, оди здружи се со нејзе. Значи мене одморите ми замисеа кој ќе биде на плажа тој ден. И луѓе тоа е, значи јас сум надвор од мојата комфорт зона до мој 18 години. Но растам во еден човек кој што сваќа дека цел свет може да му биде пријател и дека апсолутно никаква врска нема
крвна поврзаност или сродност или не, мислам, ако не ништо, како што сме растеле се повеќе, тие крвни поврзувања во мојата околина се покажале баш контрапродуктивни. Прочитав една многу интересна реченица, една жена анализира, психолог, како вид на трауми има првородено дете, второродено дете, третородено дете и се раскажува и една жена у публика прашува, вика, изумевте да кажете какви трауми имаат единки деца што се сами. Вика, нивниот единствен проблем е што не биле толку изложени на траума. И вака вика, wow, is this good or bad? Не можам да сватам, знаеш. Сега, кога го поставам тоа така, ќе се вратам на концептот за нуклеарното семејство и се тоа што го збориме. И тука ќе влезам со еден квот. Еден човек кој што го следам, кој што е доста постар и генерално контра амбигуитетен зимање деца. Не е некој голем момент, но му се случува во животот на негови 42 или 3 години, девојка му станува трудна и се он го најавува тоа. И го најавува со реченица кај што вика, колку ми беше убаво до сега, си бев циничен, ми беше гајле дали светот ќе се уништи или не, и сега одеднаш треба да имам надеж. И јас треба да го гледам ова дете као, вау, све ќе биде супер. Ама вика, тоа е за мене процес кај што јас растам од леле се е црно и светов иде у неповрат, да кои се тие едни мали точки светлост, за кои што ја можам да се фатам, за да му представам на моето дете еден свет на it's gonna be okay момент. И се што сакам да кажам, не мислам дека се слагам со концептот на дека нуклеарното семејство по дефолт мора да перпетуира патриархални вредности. И мислам дека има два начини да се контрира на тоа. Едниот е малку насока на ова ти Кика што го зборевте, а тоа е целосно распаѓање на тој концепт, неуважување како важен во денешниот контекст и градење на нешто сосема различно и ново. А за мене другото е реплицирање на тој модел, но со сосема различни вредности. Заради тоа што верувам дека одлуката на имање дете и тоа враќање на таа надеж и се, и контра на овој голем активизам кој што ти го збориш, активизам на улици, протести и слично. Не може едниот без другиот, според мене. Тие вредности кои што ги влечеш, тоа што те стимулира тебе да одиш на протест и колку си ти ефективен таму, според мене, ако најдеш начин да ги канализираш спрема тие кон кои што се грижиш. Тука сакам да се абстрахирам од биолошко дете, не зборам за тоа. Зашто кога викам да се грижиш за некој, значи дали буквално може да е животно, може да е посвоено дете, може да е сестра, брат, некој помало тебе или постар, едноставно некого насочуваш во животот, така? Според мене многу се поефективни тие вредности кога ги носиш во помал контекст, кога ги живееш и кога убедуваш некој еден на еден дека this is the way how things should be. И така најубаво го реплицираш и го градиш на многу помал скел тој свет, според мене, отколку говор на протест. И извини, сега сакам да те буцнам и со ова, ама баш сакам да можеби да разговараме на таа тема, зашто се обидувам да се тргнам од тоа едно мрачно мислење на дека нуклеарното семејство по дефолт мора да биде такво и по дефолт мора да биде лошо. Не, сум видела многу инстанции во денешно време од еманципирани родители кои што толку убаво и нежно го прават тоа, од страна личи на класично нуклеарно семејство. Ти прво ќе си помислиш леку знае какви, а усвари внатре кога ќе влезеш, они градат еден различен свет во нивниот мал контекст и го живеат. И тоа дете кога ќе излезе од тој контекст, кога ќе види патриархат, ќе биде како иу, што е ова? Ја не сум го видела во мојот живот. Знаеш, алиениран му е концептот скроз. Така да за мене, ја мислам дека промените највеќе доаѓаат од едно микро ниво, па после одат макро. Јас се согласувам во однос на микро-макро делот, фул се согласувам, само тука да речеме, од процесот од микро кон одење макро има еден многу големи кутии со време. И тие за жал нас не се ограничени. И се одредени драйвови, одредени идеи кои што може да ги потпукнуваат правилата, мислам дека се врзани со немање премногу товар, односно носење луѓе за кои што се грижиш ти. И мислам дека секоја идеја која што е провокативна, која што флиртува со радикалноста во секој време, јас сметам дека требаат радикални идеи за да има поместување нашето општество, не мислам промена, мислам поместување, да има еден turning point кога му се случи. И мислам дека секогаш тие од кои ќе се појави една голема единица на луѓе за кои што се грижиш, може тоа да е и родители кои што се во подоцнежна фаза, не мора да збориме само за деца, може да е тоа било кој за кој зависи неговата добросостојба од тебе и дека во тој момент
ако и колку е да е здрава идејата и колку таа да има потенцијал да ја направи промената, ти влегуваш во едно размислување, па може би не треба заради тоа што кои ќе бидат последиците и кога ги почнеш да ги мериш своите дела во последиците кои што тие би ги донеле за луѓето што ги сакаш, во тој момент веќе мислам дека се промислуваш и потпаѓаш на она што веќе е создадено како динамика. И сега тука пишав, не мора да се протести. Да, мислам протестот е одреден чин, но самото посветување и градење на духот на семејството во одредена група или движење. Например, во сите движења и групи, јас каде што сум учествувал, имало некој што мајчинствувал во целиот процес. Имал некој кој што ги пазел сите личности тука. Да, буквално. Тоа ги одржувало за ниците. И сега тој таквиот лик, например, јас сум си размислувал доколку не постоел во таа група која што сме биле ние и ја давал надежта, вербата, грижата, менеджинг персоналите, сите тие тука динамики ги олабавувал и прави едно кохезивно движење место едно егоистички истрипано. Веќе природно тогаш има еден што се појавува како патер фамилијас, патриархален, мене ќе ме следите, и динамиката од другата страна секогаш била дека некоја кој што полека, да најдеме начин целото тоа да биде средно. И сега тука ми се поставуваше прашањето дали доколку оваа личност не беше овде, како ќе изгледаше ова нашето. И сега тука ми е ексклузивноста на човекот, тоа што го спомна и ти Кика, да речеме, од кога ќе се случи моментот да сме родители или да си родител, дека ти стануваш ексклузивна грижа за некого, ти како човек носиш во себе грижа за многу работи. И сега дали таа динамика може да постои сега? Јас верувам дека може. Например, тоа што сум го гледал за Горан Стефановски, например, дека мајка му го носела него секој ден у театар. Јас знам фамилиарната динамика. Ама например, јас многу малку луѓе знам кои што имаат работа, кои што можат на вистина да си ја живеат со своето дете. Јас да речеме доколку би бил, многу би сакал секде да може да го носам. Сега ние збориме и тука си играат играчки и се дешаваат работи. Мислам дека такво некакво навикнување кое што на вистина му ги крши правилата, можеби тоа ќе создаде па и продолжување на борбата во некоја друга насока, доколку е пораснато во едно семејство кое што ќе ги гледа луѓето како се борат, но му се дава него и право на учество. Така што јас не знам, си го поставам прашањето и го вртам, доаѓам до одговорот, па го губам одговорот, доаѓам до одговорот, па го губам одговорот. И тоа е здраво. Да. Не знам, Кика, можеби тука може да се каже за лоша мајка. Не знам, ја не сум никаква. Не, за Софи Луис есејот мислам дека... Да, така да не би... Не, сега размислувам. Не знам сега... Ми се појавува нешто... Не знам, прво, Виктор, дали добро те разбирам, дека кога имаме некоја животна ситуација, која од нас бара некоја посветеност, не знам, као, например, јас сум активна, членувам во активистички движења, одам, правам, се борам, и во еден момент се соочувам со тоа дека не знам, раѓам дете и во еден момент морам да се посветам на детето, веќе не можам да се посветам на борбата, или не знам, дома има некој болен, морам да му се посветам на него, престанувам да му се посветам на борбата, или доаѓам до еден зид во мојата борба во која што вели дека ако отидам уште еден чекор напред, моето семејство ќе страда, да, и тогаш правам компромис. Да. Аха, значи за тие моменти зборуваме. Мислам дека е прашање на нешто како јас никогаш после се, мислам и после, не знам, после оние години од 2010 до 2016-17 кои што ги живеевме многу интензивно, во кој што, например, јас лично имав една ситуација во која што бев многу ангажирана во тие тие движења кои што тогаш се создаваа, не знам, од протестите за Мартин Нешковски до 5 мај, до не знам сите тие, више не е ни кул да се збори за тоа, пак се сваѓам. Дома имавме една ситуација, например, татко ми доби диагноза и онда тоа оди, ама не можам да ти кажам дека да, можеби не бев на улица, бидејќи морав да бидам на клиника, ама во некакви, како би ти рекла, мојата начините на кои функционирав на улица дојде од начините кои ги бев научила во семејството и истите тие начини понатаму ме износеа, мислам ме одржа во тоа што го гледав горе на клиника. Знаеш, мислам, сакам да ти кажам некако дека не постои подвоеност, исто така мислам дека борбите се вакви.
како и сите други процеси, они не можат да бидат вакви и сите движења исто имаат ова све и некои луѓе идат некогаш се горе, некогаш стојат од страна, овие ќе се уморат, овие упаѓаат. Во таа смисла мислам дека ништо не е ова и мислам дека и ова доаѓа од патриархатот, дека тоа извинете, е уствари ова. Така да, знаеш како, и сами знаете дека некад има ова, нема ова, не? Така да. Добро, ќе сватите ова дали ќе го избришате или не. Никако да не сте го избришали. Добро, ама во Мора да секој стои, мора. Не, Така ама и да почиња, така. не, ама цел патриархат на тоа се темели. Така е, А така. ништо во животот не е тоа, мислам. Не. Така да во таа смисла мислам дека нашите очекувања за граѓански движења, активистички, радикални, субверзивни акции кои завршуваат со големи оргазмични катарзи, се она као нема стално. Мислам, има во историјата на човештвото онака поминуваат децении за да се случат таков тип на катартички промени. Нештата обично се случуваат многу по-стихино, многу по како резултат на некакви мислам поместувања од различни страни. Скратка, одговорот на на твоето прашање веројатно е тоа дека ние сме истите луѓе. И остануваме истите и можеби нашите одлуки во едни сфери на животот всушност зборуваат за нас во тоа какви сме ние како некои кои што делуваат во други сфери. Дали јас навистина сум кадарна да бидам радикален, мислам, активист? Можеби всушност не сум, можеби тоа ми се свиѓа. Во моментот кога сум дошла да се прашам дали тоа ќе значи дека ќе изгубам работа, можда јас не сум за оваа работа. Знаеш, мислам, бидејќи не можеш да бидеш и тоа и тоа. Или можеби едноставно определи се дека твојата активистичка дејност, еве сега не ми текнува на друг збор, е таква, твојот придонес е на тоа ниво, дека ти не знам ќе мораш да балансираш. Знаете, некои од нас се попривилегирани, можат да си дозволат да бидат радикални. Некои луѓе не смееме да бараме од нив да бидат радикални, бидејќи живеат радикално полошо од нас. Знаеш, мислам, за мене е тоа голем проблем. Јас никогаш не сум им се, кога се пребројувавме порано кој кого го издал и како, мислам, јас имам повеќе разбирање за некој кој што живее ужасно, материјално е тотално депримиран, има стотици ограничувања и тој ќе направи компромис. Имам разбирање повеќе од некои привилегирани, ужасни луѓе кои ништо освен сопствен комфорт не би изгубиле. Во таа смисла мислам дека нашите позиции во борбите се различни и оттука е таа идеја за некаква радикална солидарност во нашите борби, за разбирање на различните места од кои доаѓаме. И не оптеретување на било кое движење со пребројувањето меѓусебно и кој колку ова, кој е поиш идеја, не, кој прави вакви компромиси, ама он работи не знам камо, вамо ми се прави архивист, анархист, окей бе луѓе нека се прави, остае го. Таму некој стрим на борбата го работи. Има некои луѓе кои го слушаат, го читаат, нешто се дешава, мислам, се дае мислам, не сме сите идеални, нема никогаш да бидеме. Одма ќе се надоврзам на ова. Може Ајде, како и направи убав мост. Може. Тоа ме потсети на концептот на совршен активист. Многу луѓе, посебно, мислам дека помладите кои што се решаваат да се впуштат во активизам, ама и постарите, некогаш радикалните активисти бараат многу цврсти стандарди. Значи, ако си ти активист, мора и да не јадеш месо, мора и да се движиш со точак, мора и да почитуваш сите малцинства, мора и, значи, не мора и мислам дека сите даваме колку што можеме во контекстот во кој што живееме. Обратното на тоа е, ако поставиме таква ригорозна рамка за активизмот, нема ни еден човек да остане. Реално. Значи, сепак сме ние дел од еден свет каде што оваа вода што ја пиеш носи позади себе дискриминации. Не можеш, според мене, да толку да се детачираш. Но, не сакав ни толку да зборам за тоа, сега да се вратам. Некако имам чувство во тоа ти што го кажуваш, некој се скрија, ќе го искористам зборот страв, зашто немам подобар, не го доживувам баш како страв, но некој се скриен страв на бидување лош грижач на сметка на Таму може да има поголеми така, активистички заложби, например. И затоа мене ме води до оној момент на што значи се биде лош родител.
Мислам дека многу треба да се збори тоа во ден, зашто само збориме што значи да се биде совршен родител, Да. кој што е нереален стандард и кој што става многу притисок на луѓе кои што се на некој си мост за дали да бидат родител или не. Многу се смеев, имаше еден тип вика, јас сакам, не ќе викам да сум 2000 родител од 2026, сакам да сум родител од 90. Стварно, значи многу се поразлични. Зашто? Вчера баш со другарките тоа го зборев. Јас не памтам ни една инстанца каде што моите родители седнуваат и играат со мене. Нема. Тоа ви го кажав на одморот, се случуваше, меѓутоа нивниот одговор секогаш беше онака црно на бело ладен. Јас не си играм. Ама како можам да ти помогнам? Кажи ми каква играчка сакаш, кажи ми кај сакаш да одиш, ќе те однесам. Јас не сум човек што можам да седнам сега со тебе и да си играм барбики. И Сирот татко ми. значи, и вчера ги прашувам другарките и викам, искрено, јас имам праснато во човек кој што не сака да си игра. Не ја ценам детската игра. Не гледам, не ме возбудува, не ме стимулира, ако не ништо, ме фрустрира. Че не сум човек што ќе седне со деца да си игра. И викам, дали мислите дека од оваа позиција ја можам да сум родител? Дали е нужно да се форсирам себе си да играм со детето, знаејќи дека тоа ќе ме однесе во момент на фрустрација, за секоја наредна игра јас сум нервозна и седнам со тоа дете, или дали може да се прифатам себе си дека едноставно до таму е мојот лимит. Не сакам да учествувам во таа игра, но на многу други фронтови ќе ти дадам се што можам да ти дадам, како што ми дала мајка ми. И за мене моите родители не се лоши родители, воопшто. И мислам дека има еден многу здрав момент во грижата за некого, каде што не е дека само јас се грижам за тебе, него и ти учиш низ тој процес многу за мене. Јас памтам дека јас ја анализирав мајка ми, ја учев за неја, за мене она ми беше енигма. Вика, како може сите родители да си играат? Ти толку ладнокрвно да не кеш да си играш со мене. Но учам и ја прифаќам. И тоа е, мислам дека се плашам дека многу во денешно време во тој порив да ги задоволиме децата што повеќе можеме или тие за кои што се грижиме и да сакаме да им приуштиме све, апсолутно се забораваме себе си. Се забораваме да си ги поставиме тие граници и упоставување на тие граници да сватиме дека на другата страна, во ред дали тоа дете излегло од мене биолошко или не, тој човек му припаѓа на светот и тој човек има право да знае до каде е мојот лимит и да научи за мене како што учам јас за него или за нејза. И многу верувам во тој концепт. Медуза имаше еден текст здрава дифузија на одговорноста, не знам дали сте го гледале. Се очитале, извиним. Збори за моќта на заедницата, за моќта на кога еден човек е даун, да другите ускочат и да превземат. И јас секое дете во мојот округ кој што се сите мои другарки кои што се мајки имаат деца, ја ги гледам како наши деца. И јас сум во позиција каде што другарка ми ќе рече, те молам, ми треба помош, јас не можам да кажам не. Зашто јас се чувствувам еднакво одговорна за одгледување на ова дете колку и ти, без разлика што излегло од тебе. Затоа што ако јас ќе се охрабрам да имам деца некој ден, сакам да сум обкружена со луѓе што така размислуваат. За кога ќе дојде нож до коска, да не мора да се секирам да барам помош, него тоа е една општо прифатена вредност која што така е. Значи така мора да биде, нема друг начин. За тоа збори Медуза во овој текст. Го препорачувам топло да го прочитате. Здрава дифузија на одговорноста. Дифузија на одговорноста доаѓа како концепт од психологијата, каде што прават еден експеримент на луѓе сами и луѓе во толпа и пред нив представуваат несрекна ситуација. Аха. И кога сам човек сведочи несрекна ситуација, шансите да помогне се 99,9%, а група на луѓе сведочи на несрекна ситуација се потпираат на тоа дека другиот Некој друг ќе помогне. И се они го зимаат тој концепт кој што е у принцип лош, И му го прават превртуваат. твист и му викаат да сакаме овој момент каде што се потпираме на тоа некој друг дека ќе помогне, да го ставиме во еден здрав контекст каде што кога мене ми треба помош, ќе се потпрам на тоа дека некој друг ќе може да ми помогне. Многу убаво го имаат поставено, така да ми ги отвори. Овде многу беше прецизна кога кажа страв. Да, генерално, знаеш, мој другар вика дека имаме две позиции на постапување. Едната позиција е позиција на љубов, другата позиција е позиција на страв. Ништо не е дихотомно толку како што и ова, ама окей, за аргументов мислам дека е важно. Стравот е дефинитивно тоа кое што ми почнуваме на аргументов да го градам, бидејќи да имаш дете и да продолжи да страда ради твоите одлуки, да речеме, пошто системската борба во основа овде, желбата да се промени во општество, во однос е многу страдалнички пат. Дали ќе бидеш напаѓен на лично ниво, а преку тоа ќе ти биде напаѓено и семејството, дали нема да бидеш присутен во домот колку што би требало да присутен, дали пак тој товар би сакал да го оставиш на партнерот кога ти не веруваш дека товарот на партнерот ти треба да биде оставан.
во таа смисла, мислам дека се трите симптоми кои што го будат кај мене реално стравот и тогаш си го поставам прашањето кои се тие услови во кои што јас би го сакал ова мое дете да постои и си викам па добро да има многу градинки, да е добар образовниот систем. Има општествена инфраструктура. Да има општествена инфраструктура и социјална инфраструктура врз основа на која што он ќе може и да расте, а и јас ќе можам да работам. И сега си викам од другата страна, си викам добро, окей, ај сега олабави го трипот, ама ајде не го олабавај, а чекај ако се грижиш за овие услови да се создадат за сите наредни деца и да тоа го жртвуваш ти сопствениот си живот и најдеш група која е подготвена да го жртвува својот живот за наредната генерација на деца, да изгради социјална инфраструктура, дали можеби не е тој повикот кој што ти треба да му одговориш. Заради тоа што мене основната идеја да почнам со било што да се занимавам ми беше прекинување, односно кинење на генерацијската траума. Тоа беше еден неверојатен момент каде што ние во еден многу тежок период за мојот живот, со друштвото моје седевме на една маса околу 20, 25, 26 години, на другата страна седеа возрастни. И ние зборевме за тешкото, зборевме за смртта, додека возрастните пија и јадеа диазепами. И кога тоа беше нивниот механизам за справување со болката, додека насиот беше влагање во сршта, во месото, чепкање, гледање и што имаме ние како одговорност и во секојдневните динамики, но понатаму ако твојот глас стане општествен глас и во општествените динамики, дека бараме да се скинат тие негативни навики кои што ни имаат направено такви, да воопшто размислуваш дека семејството може и не треба да функционира во таа смисла. Сите тие коруптивни методи на воспитување на дете, значи ние сме деца воспитани со корупција. Ќе ти дадам ова за да направиш тоа, ќе ти направам вака за да направиш така. Тука кога збориме за мерит систем во општествена смисла, тој мерит систем и од дома некаде треба да биде исфункциониран. Не, тоа се само коруптивни модели на мини ниво. И заради тоа кај мене постои тој страв што го спомна ти. И за тоа ми е прашањето дали генерацијската траума ќе се пресече ако една генерација се посвети исклучиво на ова. Као сум го замислувал во фудбалска терминологија, на пример, знаеш златна генерација, и сега овие 18 години решија дека ќе се борат исклучено за наредните деца да имаат одлична социјална инфраструктура во општество, за оние може да изградат и да си постојат во поголеми и пошироки смисли во нашето општество. Па ја, мислам, делува вака супер као концепт, идеалистички се разбира, само не сум сигурна дали може така некако, или јас не те разбирам добро, дали може така некако чек се определи за нешто, па се одутре вака. Не знам, постои можност да не те разбирам добро. Можеби, не знам дали ова добро, во секој случај contribution кон развој на нашиот разговор денес. Го пофатив ова преска, Андреја, што и на почетокот што го зборуваше, а и понатаму за ова некаква недоследност во тоа какви сме во нашите активистички заложби, а какви сме во другите релации, и како е невозможно ваму да бидеш супер идеалиста, радикалец и ваму да бидеш уствари да перпетуираш нешто што е ужасно. Се сикам дека еднаш зборевме, некој не викна да збориме за фестивалот и знам дека реков дека феминистички фестивал мора да се прави феминистички. Тоест дека начините на кои што се создава фестивалот мора да бидат начини на расчистување со хиерархија, грижа една за друга, размена на знаења, собирање на масата заедно, размислување о што велиш ти, седнавме внатре, идевме длабоко и гледавме да сватиме што уствари на сите ни се случува. И во таа смисла се уште мислам дека таков тип на доследност е многу важен и јас повеќе би се определила на некакво постојано пропрашување на начинот на кој што делувам во сите сфери, отколку дека мислам дека може човек така да се, не знам, да се одвои. Исто така мислам ова ти сега, Виктор, што го спомнаш некаков концепт на жртвување на едно во име на друго. Мене тој концепт на жртвување многу ме нервира, морам да признам. Главно многу ме нервира, например, јас доаѓам од поле на театар, глумица сум, мислам, како глумица сум воспитувана на многу прекрасни начини, меѓутоа некаде се има провирано тоа дека ти треба нешто многу да жртвуваш за да нешто успее. И за да подоцна сватам, а се разбира целиот корпус на
кој што содржал многу прекрасни нешта во моето воспитување како глумица, тоа им ви го овозможил да размислам критички, да сватам дека жртвувањето се нуди како дежурен начин на функционирање и се романтизира кога всушност не се подобруваат условите за работа. Дека во смисла, еве условите се булшит, ама твое ако ти си жртвуваш до крај ќе успееш и ние тебе ќе ти даеме орден за тоа. Така што јас мислам дека во едно здраво општество, во едни, еве не мора да е на ниво на општество, во здравите заедници кои се грижат за своите сочинители, кои ги пропрашуваат процесите, кои ги пропрашуваат динамиките, жртвувањето не е потребно. Немам зошто да се жртвувам. Мислам, мене тоа многу ми се, гледам на пример, не знам, и сум го правила истото, тоа е нешто на што те воспитуваат као начин на функционирање. Гледам се на пример млади некои театарски трупи, гледам на пример делото и гледам колку позади тоа дело постои работа, ама онаква крвава работа. Робовски труд во едни услови кои од сите страни ти труба дека ова зашто ти се трудиш брат никад нема го постигнеш. При тоа трудејќи се така, жртвувајќи се, ти практично го одржуваш статус-квото. Ти ги одржуваш тие ужасни услови. Ти не застануваш и не, ако сакате, штрајкуваш. Викаш, ја нема да работам. Нема да продолжам да работам бизнес as usual, се додека јас, ние, вие сите заедно, не се свртиме да ги подобриме овие услови. Или можеби, во овие услови, треба да кажам дека мојата работа како таква не е можна и ќе работам нешто друго. Така што, во таа смисла, не сум сигурна дека жртвувањето е тоа што промените го бараат од нас. Повеќе мислам дека е прашање на некаква самокритичност, некаква рефлексија еден меѓу друг, да ги пропрашаме нашите процеси, да ги пропрашаме нашите динамики, да видиме што во нив е останато да биде огнетувачко за нас, што не сопиња, на што стварно можеме да работиме и можеби навистина да се определиме себе си за борби за кои што сме кадарни, кои што не знам, кои што се во чекори, кои не се во големи проблици после кои ни градат споменици, за кои следните генерации ќе ќе се собираат да мочаат на нас и тоа веројатно во некаква смисла ќе си најдат зошто имаат права на тоа, во голема мера можеби и ќе имаат. Така што во таа смисла повеќе мислам за некаква рефлексија, внатрешна рефлексија на нашите движења, која мора да оди паралелно со самото движење. И затоа мислам дека се многу важни овие позиции кои ти ги споменуваш на некакви мајки во тие процеси, некои луѓе кои ги преземаат улогите да бидат мајки на процесите и нив ги има во сите заедници, не? Ги има во нашите другарства, кога сме малце поише луѓе, нели? Има еден што го викаме, абе, он е бафер, он ќе ме разбере, кога ќе заебам, прво чекај на неа ќе кажам, она ќе ми најде начин ДДД. Дури мајки ги викаме, мислам дека многу често. И ги викаме мајки. Кај мене на факултет, на пример, одредуваме која е мајка на класата. Денес, на пример, не знам, во класата што денес кога работиме, Вања е мајка на класата. Знаеш, он као има некоја мудрост во него, па овие одат кај него, па не знам што, сега ќе се радува дека сум го спомнала. Се здезам, па вреди. Мислам, такви работи вреди да се изведат како нешто важно, кога веќе сме на некои позиции кои не обврзуваат на тоа, да кажеме, да легитимираме некои ствари, не? Така да, во таа смисла некако мислам дека има смисла да се делува. Мене многу ми се допаѓа во која насока оди ова. Сега ќе ме прашаш ли јас имам Оди, збори. Вака, сакам прво да се вратам на тоа ти што го кажа Виктор, од тука да почнам и да не поканам сите нас да се вратиме кога сме биле деца. И може, слободно. И тоа баш онака те поканувам таа некој трето, четврто оделение. Оваа возраст ја идам, така. И најверојатно стануваш од сабајле, твоите те носат у школо, ти идеш у школо, па може после тоа стануваш со другарите да поиграш, па нешто идеш на ручек кај баба ти, па се враќаш дома, така. Дали во тоа трето оделение, мал Виктор од трето оделение, дали ти е битно, и со ова стварно сум многу внимателна, не се обидувам да омаловажам таа борба, но дали ти е битно што се случува во школа, колку се квалитетни учебниците, професорите, децата и слично, или ти е најбитно кога ќе доеш дома да си имаш мир? Јас памтам дека сум уживала во моето детство, зашто кога сум доаѓала дома ми било убаво. И тоа ми било многу значајно. И не можам да замислам од денешна перспектива како е да го немаш тоа.
И заради тоа само сакам пак мислам да не вратам назад да не потсетам. Колку и да ние и се залагаме и за подобро образование, и за подобри услови за имање деца и за све тоа. Ако тоа дете кога ќе се врати дома му е немирно, уопште нема да му менува дали му е убаво школото, дали има добри услови за учење, дали етцетера етцетера. Мене ја памтам дека најбитно ми било тоа, со моите дома да ми биде убаво. Се друго ми е убаво ако ова ми е убаво. Кога моите дома се карале, цел ден не ми бил убав. И затоа сакам само да го ставам во контекст на што му е најбитно на едно дете и ако тоа нешто што е најбитно го нема, колку све друго станува абсурдно на некој начин. Како пак не го бранам нуклеарното семејство, него го бранам Не збориме за брање, мислам, не дека ја го напаѓам, во смисло, Да, го само така. го поставам Извини, прашањето кое што ми е грешен. апсолутно важно Да, да го знам, да. да се обидам да го назнам. Да. Така да мислам дека ако збориме за градење на некој поубав свет, стварно мора да почне таму. Мислам, едно дете не може здраво да се изгради ако домот не му е здрав. Без разлика дали е тоа дете посвоено, останато, земено, значи какво и да е родено, биолошко или не. После сакам да се вратам на концептот на жртва. Целосно се слагам дека не мислам дека делувањето во рамките на активизмот треба да се доживува како жртва. Зашто ако го доживуваш со таа тежина, мене ме плаши дека може да влезеш во фазон на бърнаут, заради тоа што осеќаш дека нешто за кое што сакаш да се бориш, више зема преголем дел од тебе и ти станува тешко. И го доживуваш како дека ти треба сега се жртвуваш, да го направиш тоа, а on the long run 10 жртви и више 11-та нема да ја направиш. И зашто сега ќе се вратам пак на еден микроактивизам што мене многу ми се допаѓа. Користам татко ми тука како пример. Се бави со хортикултура и многу сака растенија. И немаме двор, живееме во станови, меѓутоа страшен заљубеник во растенија, до степен да сака, живееме во Дебар Мало, сака Дебар Мало да е зелено. Не може тоа сам да го направи, се спојува не може, не. Треба C4 да го спојува со општина Центар и вика дечки, го правам ова без никаква намера, позадинска. Го правам и викам, добро, ја не го прашам, добро, викам, објасни ми есенцијата зашто ти ова го правиш. И он знаете што ми кажа? Андреа, во пролет, кога ќе дувне ветер и ливчињата на дрвата вика ќе направат вака. Ти вика, знаеш ли мене што ми се случува во срцето? И јас сфатив дека секој активизам мора од таква стартна точка да почне. Не од стартна точка на моето организирање на 8 мартовскиот марш, што ми ја вади душата и што ми зима толкав стејк од мене, да ја после 2 месеци ниту сум дома добар активист, ниту сум добра према моите луѓе, ниту ги практикувам тие вредности, зашто се од себе сум дала таму. И во еден момент мислам дека е ферски да кажам, дечки во ред, 1 година бев спремна, имав капацитет, бев желна, го правев тоа од позиција на љубов и супер си пројдов. Сега сваќам дека превише бара и зима од мене и го правам на начин на кој што се коси со тоа позади кој што стојам. Го правам на начин на кој што ме прегорува, ми уништува релациите, етцетера. И затоа мислам дека активизмот не треба да го чувствуваме како тежина или како давање жртва, него баш да дојде од тоа место на ми се свиѓа како ветерот ги дува левчињата. Знаеш, од таква една љубов. Може би е идеалистичко, може би е романтично, али мислам дека е само така обстојлива. Затоа што после шарената револуција колку од нас прегореа и не сакаа да излезат више на протест. Зошто зборот револуција е многу проблематичен, затоа што и ова Кика што го збореше, промената е многу тивка и спора и кога е брза и нагла и нетрпелива, многу е лесно флипот да продолжи да се врти само и да влезе во хаос. Тоа добро, многу ми се допадна ова, тука си изнапишав многу добри работи и ќе се надоврзам и јас на неколку ствари. Ќе почнам од почетокот твој со семејството и со замислата тоа. Не ми беше скоро, не знам, некаде таму може во прва година средно, 8 одделение станува попријатно малце дома, претходно секогаш беше едно ужасно место и имав среќа на пример да имам пријатели кои што нивните домови ги чувствував како мои, па прашав што имате вие за ручек, па бегав кај нив и така натака, но имав таа можност. Многу од моите другари кои што исто живеа во скршени домови, а училиштето беше едно скршено училиште кое што те групира ве прави сите исти да бидете и така натаму, не се обидува да ти обрне внимание доколку се соочуваш со кризи, работи до рани сати, јас сметам дека училиштето треба цело време да е отворено и така натаму, понатаму ниту правилата на домот, ниту правилата на училиштето, туку превзема да те воспитуваат правилата на улицата.
И тоа златно мало кое што имаше ни насмеани деца на кои што не им беше гајле за ништо во тој ден, дали е ваква школото или таква школото е, пола се иселени од Македонија или се во некои сумљиви, чудни бизниси кои што не се ни сиви, одат на кај црни и така натаму и така натаму. И сакам да кажам дека тоа безгрижност понатаму може да има многу скапа цена. Јас сум среќен што ги имав овие мои дополнителни семејства каде што можев да одам па да најдам некаков дом, да видам што така една срекна фамилија како си седи на маса и како си подаваат со извини и така натаму, а не брат ми мене све да ми изеди на крај да треба мајка ми уште еднаш да прави за или јас сум ги купил соковите и ми ги испил цели, не ме замара и затворена е вратата и некои такви. Зборам само брат динамика кој што бил 10 години постар од мене, а не ги отварам воопшто ни родителски. Така што тој мислам дека е моментот и со професорот Барбареев, таа една епизода која снимав минатиот пат пред да влезам во Burnout. Баш за тоа зборевме дека он збореше дека училиштето треба да е место каде што детето едва и ќе чека да отиде и вика тоа е навистина можно. Јас сум видел моменти каде што и сум видел начини како ти можеш да го инспирираш детето, заради тоа што мене тоа ми се случуваше од средно. Ја мислам на Корсен Николаев едно од најдобрите работи што ми се случиле. Јас сакав да одам во школа заради тоа што работите што се случуваат таму едноставно ме правеа мене да бидам поинтересен, добар човек во секојдневието со пријателите дома и затоа кога зборам 8-1 таму веќе почна мене да ми се потредува. Јас од школото почнав да поправам дома, а не од дома да поправам во школото. Значи, кај мене беше таа динамика, веројатно не е кај сите, но од тоа моје искуство почесто е ова авторава дека тие што понатаму низ школото се обидуваат да се вратат дома. Многу мои пријатели, вклучувајќи ми мене, на 20 нешто години ги седнавме родителите и им кажавме човече, ова и ова, јас сега сваќам дека не чинело. Може ли ние да збориме? Знаеш кога ќе раскинеш со некој closure, е повдека не раскинуваш, ама бараш closure да се убедиш да си ги најдеш работите. Например, Art of Love, која ја прочитав на 20 години од Фром, мислев дека е нешто као за бркање девојки книга. Факен отварам така ноншалантно да читам од 12 и пол. Читам за цела вечер и мајка ми одневна и влагам вака на кострежен. Што јас се селам утре тука, очи нема да ми видите, се спакував у 6 саоре, па ме снема. Мислам, тоа беше агресивно, заради тоа што ми испоклика главата, има 1000 епифани, скао не може вака да функционира, зошто не си ја прочитала книга вако си ја купила твоја е. Знаеш ли ти што е љубав? А не сваго мислам као зошто ова не се сменило и после тоа као влегов во еден сосема па друг филм од таа страна, малце подоцна, татко убиството на Достоевски, како еден маж за да се допре сами од себе и да се ослободи од татковската фигура мора да се соочи со својот татко. И отидов на факултет и исто 90 минути му ги кажав сите работи на татко, ама не за да не се подобро односите, туку само да знаеш човек јас што мислам во вака. Знаеш ли ти што е љубав? Пау. И искочиш, окей. Сега може да тргнеме напред. И тоа некако ми помогна. И двата разговори многу големо ослободување имало, заради тоа што мислам дека има еден проблематичен родител кој што функционира во македонското општество, тоа е критичкиот родител. И критичкиот родител те бомбардира со една континуирана критика и тебе ти станува тоа еден позадински глас, каде што е да правиш ти туп. Да речеме, мајка ми беше таков тип на родител, критички родител, и сум разговарал со многу други дека го имаат тоа. Не може да си го постават успехот, не може да се израдуваат на работите што ми се случуваат, туку секој си влагаат во таа стара динамика на каде што среќата веднаш и се бара како да ја истолчиме ние со критика и за да ја спакуваме и да ја тргнеме. Ова делче го завршив. Во однос на Burnout. Си го замислував активистичкиот живот како игра која играш. И нели имаш 3 срциња. И ќе ти го скршат едното и ја ги нацртав тука. Гледаш едното го уште две мислам. Two Burnouts away мислам дека. Two Burnouts away од тотален колапс и се надоврзувам на тоа што го кажа и ти со луѓето од Чарана револуција и сите останати што не немаат вратено, практично ние многу пати се обидувавме да ги контактираме. Не можам, тоа време помина, но истовремено сватив дека и целата идеја на промената е континуирано почнување од почеток. И дека the only way to go е континуирано да почнуваш од почеток. Океј. Само сепак информирано од претходните, за да не се потрошиш на истите страни. Точно. И сега многу јак стих. Инаку секој трга од почеток. И сега цело време да тргнување од почеток. И сега Жижек има една Against Progress Essays и таму така почнува книгата. Вика, немој ти да мислиш дека промената ќе биде некоја грандиозна работа и дека таа ќе се случи наеднаш. Туку таа ќе биде твое континуирано убедување дека ти
треба да почнеш од почеток. И јас сум свесен дека сега овој почеток, дека имам енергијата, дека го имам моментумот да снимам, евентуално ќе има некаков модел на крах. Дали како од минатиот крах ќе успеам да ги извлечам тие искуства и подобро да се наместам во ситуацијата, свесно да си ги палам траума тригерите, а не да дозволувам тие да ми бидат предизвикувани од другите. Заради тоа што тој момент, да речеме сега што го зборам, негативниот на траума тригерите и тоа што го прават родителите, јас преку сериозна работа со психолог сум го искористил како некој напалм кој што функционира у моето тело, како почетокот да биде повторно да си докажам дека е можно ова што сакам да го постигнам и да верувам дека таа енергија кога е здрава, вистинска и доаѓа на вистина од срцевината што е твоја, дека може да има заразна улога. И дека таа таква заразна инфицирачка улога на приказната, на идејата ќе им овозможи и на другите луѓе да си речат му ебам, ќе почнам и ја од почеток, па дај да го пробаме ова. И точно е, мислам дека особено овој дел што го кажа со татко ти, дека такви луѓе има многу во Македонија. Не ги знаеме. И мислам дека тие се луѓето кои што кога гледаат некоја поголема приказна, си викаат браво бе дечки. Ја ова сега можам да го правам. Но исто така мислам дека нашата задача е постепено да го зголемуваме парчето на кое што работиме, да градиме коалиции, смесата да се зголемува и понатаму кога ќе дојде повикот, кога ќе почувствуваме дека е можно. Пошто знаеш, мислам дека е како на саатот сказалката, ама за секунди. Ама ќе го мрдне. И затоа е круг, затоа е шарена пропадна и се останато се деси и се еба мајката. Ама мислам дека почетокот може ќе биде во наредните 5-6 години и во тој момент сите овие мини активисти, посериозни активисти, оние само што бладаат на одредени теми, ќе може да се соберат и да почнат да ги работат прашањата на еден нов начин, со една колективна грижа за секој друг. Бидејќи видовме дека моментот на доминација врз другиот не функционира. Као ќе ве победиме. Знаеш, и као дека тој антагонизам кон другите мачно ми е, но почнам да размислувам дали ја може да почнам да најдам некако начин да ги сакам бе сите овие луѓе што не се согласувам со нив. Имаше прикладни на првопашинско прикланието, 23-та или 4-та веќе са не знам, горе на МСУ имавме Вики Младинова, наша другарка, соработничка, една од моите омилени личности, супер е за читање, сисрно ја препорачувам. Водеше панел за радикална солидарност, на кој што беше поканила луѓе кои од различни позиции, тоест се занимаваат со различни борби. И терминот се разбира позаимен од, дури мислам дека од некоја религиозна, сега не ме фаќате од која, дали на католицизмот, некоја линија или нешто, се таа ова што велиш ти како да го сакам некој што е мојот непријател, значи оди далеку, меѓутоа ние тогаш во тој панел, сега малку и ќе импровизирам, не можам до крај да се сетам, ама баш тоа беше позицијата, практично ги баравме точките на допир. Каде се допираат нашите точки. Беше Лилјана Јоновски, жените земјоделки, Ана Блажева беше зборуваше. Значи, онака баш се бара точки на некои борби кои нас не се чинат тотално онака одвоени. Сака, например, да кажам, овие не знам кучиња, например, са што собираат. Она не да многу сакам миленици, имам некои туги миленици кои онака она неверојатна genuine love сум осетила со нив, меѓутоа она сега да ми кажеш да собирам кучиња од улица, нема да го правам тоа. Ама таму има нешто што е исто. И препознавањето на таа истост, мислам дека е многу важна во ова окрупнување. Јас исто се согласувам со тебе дека тој наратив на антагонизам и за крвеност е апсолутно потрошен. Мислам, луѓе пуштате вести, гледате ги СДС и ВМРО што прават. Значи, они не зборуваат за проблемите, они зборуваат за тоа како другиот збори за проблемот. Да. Ти си глуп, не брат, ти си глуп. Ти смрдиш, не брат, ти смрдиш. Значи и тоа е се, мислам, и ти гледај новинариве на вести, они ти известуваат овој рече ова, а не збориме за тоа дека некој умре или дека он ја уби или дека она зема дете и скокна со сопственото дете од спрат да умре затоа што не постоеше друг начин да го спречи насилството на кое што беше изложен. Во таа смисла, мислам дека е тоа многу инстинктивно важно дека го препознаваме, дека стварно како вика, тоа сега работевме на еден перформанс заедно со Филип Ивановски и еден од разноразните референции кои што ги користевме, вели Богдан Богдановиќ вика фашизмот веќе не е ист, кона не оди во чизми со тврд ѓон, не маршира по улиците. Ако сме сигурни во тоа дека фашизмот веќе не е ист, тогаш и антифашизмот мора да биде различен. Он мора да биде различен. Не може да биде антифашизмот каков што се бореле нашите прадедовци партизани, дедовци, ова и она, он мора да биде различен. Секоја генерација
треба да бара нови начини да се бори со фашизмот, веќе он е многу паметен и он се однова и однова се раѓа, себе си прилагодувајќи се на сето ново да остане као закан. Он е цело време тука. Така да во таа смисла мислам дека се многу важни овие препознавања и јас сакам да верувам дека доаѓаат баш поради тоа, дека паралелно на нашите заложби и борби и големи подвизи активистички и барањето на оваа катарза која е сваќаме многу чисто дека е невозможна, ние цело време паралелно мораме да ги пропрашуваме своите позиции. Мораме да се прашуваме дали овој феминистички фестивал го правам феминистички. Дали оваа заложба за подобро, за дали мојата борба за против насилството на жените, кај сум јас насилникот? Каде е во мене овој човек што ја натера оваа жена да го земе нивното дете и да рипне од осмиспрат? Дали во мене има нешто такво? И заради тоа се ако ширам вака едно по друго се асоцијативно се разбирам, мислам, е ова која ние велиме немојте молам секогаш кога ќе ти кажам дека некој ја истепал девојка му да ми речеш не се сите машки такви. Него речи ми чекај малце. Да, свини сме, има зашто сме свини, заради ова и ова. Да, ја не ја тепам девојка ми, ама во некоја ситуација таму негде на едно место имам направено нешто. Мислам, тоа исто многу е гадно човек да помисли. Мислам, ја например се сеќавам на времето како например цело моје средно, јас во рани 2000-ти сум одела во средна школа. Кај нас например никој не се онака како не знаевме дека некој е геј. Замисли ти ситуација во школа во кое абе он е малце женска, стабе он е малце мушкоданка. Воопшто немаме перцепција дека е некој геј. И мислам, ја денеска како тука нешто се мафтам, идам на Прайд. Дали тогаш сум била хомофобична? Да, бев. Дали ми е ужасно многу срам? Да, многу ми е срам. Дали знам зашто било така? Да, знам зашто било така. Дали знам по пат како нештата ми се отвориле? Да, знам како нештата ми се отвориле. Така што мислам дека во таа смисла треба човек онака да остане малце во кој пишува за тоа, да останеш малце во непријатноста, онака да останеш малце со тоа дека па негде малце она не сум баш совршен. Не, тотал. И мислам дека од таму трга се, од таму тргаат солидарностите. Мислам, апсолутно во однос на делов на насилство, значи некаде пред 3-4 години имаше фемицид и си викам добро, од сега само на жртвите во секоја смисла ќе верувам и товарот на докажување од сега па натаму за секогаш ќе го фрлам на тој што е насилник или што е дај од таа ситуација. Заради тоа што претходно истражувам, а демек да видам кој е. Не, викам се ова комплетно ќе го сменам, заради тоа што тоа се дешава у машките друштва. Значи као не е дека ти го поддржуваш, ама као влегуваш во полемика. Абе нема полемика. Викаме тој е крив. Така го зимаме него како нужното зло. Нека се докаже он понатаму, нека само он нека го трпи и срамот и гомната на сите претходни кретени што направиле кретенски работи. Нема потреба жртвата уште да сега судот на јавноста го добива од кога ја нема мртва. И кога влегов у тоа, дали станува збор за роми, дали станува збор за албанци, дали станува збор за жени, дали станува збор за секој малцинство, секој што е факинг ебано дискриминиран, уверувам на него, па после нека ми докаже овој другиов зошто ја не треба да му верувам на тој што е дискриминиран. Се до тој момент му верувам на дискриминарена до крај, до последно. И таа само фраза онака една вечер ме сам вака го што зборев сега ја раскажа и од тогаш понатаму целата динамика мене на доживување ми се смени. Ова ти Кика што го збориш. Дали сум видел другар како удрил девојка кога сум бил средно и не сум направил ништо факт. Сум видел. Сум ми рекол бегај. Ама дали направив после нешто? Дали отиде кај него да го прашаш зошто? Дали после тоа му кажав на него нешто поише од тоа или му кажав му кажав. Ама дали продолжив да се дружам со него? Продолжив. Тегаш? Пошто тоа fucking јеби ga. Знаеш, и после тоа си го враќаш и тоа како можевме човече ова, како можевме вака да израснеме во едни злочини. Зошто? Пошто се лапала со друг. Океј, брат. Што е најлошото она што може да ти го направи тебе? Да се лапа со друг. А ти што е најлошото што можеш да го направиш на животот да го одземеш? Као да, па тоа е она, вика, мажите се плашат дека жените некогаш ќе ги омаловажат јавно, а жените се плашат дека мажите ќе ги убијат. Мислам, и тоа не е, знаеш како, насилство се случува во контекст на различна, на несразмерна моќ.
И во таа смисла јас секогаш мислам и со татко ми кога разговарам, немам брат, ама кога разговарам со моите другари, мислам тука е за мене, од тука почнуваат приказните. Дали е нешто можно, ова што велиш ти, да можно е да се случило, затоа што априорно постои разлика на во телесна моќ. Ти сега да сакаш мене може да ме бутнеш од оваа столица, така? Јас да сакам не сум баш сигурна дали ќе можам. Исто како што јас да сакам, пошто сум покрупна од Андреја, можам физички нешто да ја направам. Значи априорно е probable. Да. Така што дај да се занимаваме со вамо кај ше е моќта, знаеш, никој не ја пропрашува моќта, се занимава со малцинството кое секогаш е малцинство е баш заради тоа што некаква моќ му е одземена, не му е дадена, држено е на страна, се инсистира на неговата помала моќ. И во таа смисла апсолутно мислам дека полето за промислување и за истрага, ако сакаш, мора да оди на другата страна, нели? Така што Да, добро само одма на тука. Не само дека статус квото е така поставено дека еден маж е физички посилен од една жена и кога би требало да кажам и знам дека и ти ќе се сложиш со ова, така извини вака што го поставам, не е само дека биолошки имате предиспозиции вие мажите. Него општеството работи за апсолутно. Него општеството те охрабрува, затоа што ја мислам дека по дефолт ти да повредиш некој, тоа е многу заебана емотивна ситуација. Значи ја не мислам дека нас природно ни доаѓа, замисли се сега да треба го истеваш брачети. Значи така, мислам, не, знаеш знаеш кај ова највеќе се гледа во моментот кога дури и луѓе кои што посегнуваат да се самоубијат, на тие места кај што највеќе се случуваат самоубиство, има траги од обиди за спасување на сопствениот живот. Значи инстинктивно ние го сакаме животот, инстинктивно, затоа и не сме таков интегриран дел од цело животинско кралство, него сме малце одвоени, зашто сметам дека инстинктивно, биолошки и психолошки тешко ни е да физички повредиме некој. Сега, зашто на мажите им е лесно? Заради тоа што све околу нас води кон тоа. Го направиле претходно, само така ќе ја стаиш у ред. Да, пробај, па он да иде на бокс, па боксира, па се охрабрува да го направи тоа, па еден ден ќе се наштрака, ќе се напие, ќе добие моки, ќе ја пред. Затоа и пијани ги тепаат. Мислам, затоа и на луѓето у војна кои деле да се борат им давале дроги, зашто тоа не е нешто што природно човек може да го издржи, ме разбираш? Ја стварно мислам дека многу мал број процент на мажи вистински уживаат во тоа физичко насилство. Мислам дека многу од нив им доаѓа контра она што они вистински позади кое што стојат, но се условени од се околу нив, се условени од татко му кој што гледал како ја тепа мајка му, условени од Тейт што му збори на подкаст дека е слаба како не ја тепа жена му, знаеш, и тоа му гради него еден момент, мислам дека и они делуваат контра тоа што природно и биолошки им доаѓа. Ми пред 2 епизоди кога снимав со Боријан и со Мартин, знаеш, ако ние сме во позиција да разбереме дека други состојби постојат, дали товарот и задачата не е наша, ние да одиме таму. И сега ми се провлекуваат овие прашања, поради што го барам каналот како да стигнем. Еве на пример, вие би правеле ли нешто поврзано со прво па женско во Илинден? Така, баш ме интересира тоа како би изгледа. Не само што дали би правеле, ние треба да правиме. Мислам, ние сме криви што не правиме. Јас многу често се викам дека ние многу често и многу други програми сродни на нашата зборуваат со луѓето кои однапред веќе разбираат и секогаш се прашувам дали се шири кругот. И знаеш исто така кога го разбирам тоа, смисла се ти правиш фасцинантни ствари со години и публикава која што тебе е стандардна, ја култивираш, ама таа после некој време оци претенциозно, стварно па сакам подобро тоа да биде, пошто види на што ме нарани ти. И ти више влагаш у една фаза кај што треба чуда да правиш за да го задоволиш ова култивирано јадро, додека надвор од јадро, надвор од нашава состојба постојат луѓе кои што 4, 5, 6 години поназад или 4, 5, 6 чекори или 4, 5 пати поупростен аргументот, можеби ќе направи поголема општествена промена. И сега прашањето ми е дали може ние треба свесно, бидејќи јас сметам дека ние по скали сме стигнале до тука, дека нема кај овде бев, па го разбрав ова, и тогаш пат сме биле верувам и свесни, можеме да се вратиме по некој пат. И така да ги работиме на станите, само пипава ја работа заради тоа што може да биде доживувано како дискриминаторски во одредена смисла. Јас мислам дека нашите програми задолжително мора да бидат еманципаторски, тоест мора да имаат една образовен ефект, ако сакате. И затоа многу често се прашувам
Дали успеваме во тоа? Тоа го гледам секако и во круговите, во ширењето за заедницата, ако сакаш на публиката, која публика, дали е стара, дали е нова, дали овие све што знаат доаѓаат, пак дали ние истото им го кажуваме, дали ова, но и поважно прашање практично дали ова комуницира, дали е инклузивно, ако сакаш. Тоест дали комуницира на начин кој што е потенцијално еманципаторски, бидејќи јас мислам дека тоа е задачата на јавните програми. Јавноста не се нашите паметни другари кои ги знаат сите наши референци само. Јавноста се разбира сите некои луѓе до кои што ние имаме обврска јавна да стигнеме. Сега да не ги ширам работите, дали трошиме, добиваме јавни пари или не добиваме, не сакам да го банализирам на тоа ниво, мислам, ако се занимаваш со јавна културна работа, ако си културен организатор, тоа е по дефиниција тоа. Така што во таа смисла мислам дека феминистички фестивали кои што се културни програми кои што зборуваат за некакви малцински позиции, имаат задолжителна обврска да наоѓаат канали на разговор на различни нивоа. Бидејќи во спротивно опасно играме на многу тенкажица да станеме елитистички, затворени. Мене многу ми не толку за прва па женска, ама во некои други процеси во кои што сега сме заедно со Андреја се обидуваме да направиме една поширока платформа, асоциација Сојуз на независна сцена театарска кај нас. И баш за тоа Soft launch. Да. Аха, тоа диме као малце го не. Не ми беше тоа целта, него повеќе ми беше ова дека добиваме, на пример, тогаш не знам Андреја тебе дали те допреа, мене онака ме ужасно ме исплашија млади некои наши колеги кои само што дипломирале, а сакале се пронаоѓаат себе си на таа независна сцена, велат као јас мислев дека овде не можам да дојдам ако некој не ме покани. Дека е затворено. И за мене е тоа за некој кој што се определува себе си, ја одам у своите кратки биографии, пишам дека работам исклучително на независна сцена, зашто таму сум се градела, таму само сум се. За мене е тоа како да ти кажам и си да земам како да речам, луѓе извинете, многу фейлнавме. Сега да, можеби тоа не е доминантно, меѓутоа таму постојат некои луѓе кои што мислат како таа личност која го тоа со нас го сподели. И во таа смисла најмногу ако нешто најдлабоко сум ги доживел, мислам низ годините учиш, не те допира свашта, ама ако нешто константно многу ме боли, некој кој ќе ми каже вие пак као за специфична публика сте, знаеш како тоа не значи дека мојата програма треба да биде булеварска, хи, туку мојата програма мора да бара начини да комуницира пошироко, да допира, да не затвара, него да ги остава простор заедниците да се хранат со нови луѓе кои доаѓаат. И во таа смисла некако пак велам дека тоа сепак доаѓа од некаква радикална солидарност која пронаоѓа ова што велиш ти, ја морам да најдам начин, дали е тоа овие некакви психолошки методи или некое нешто или ова идеја за радикалната љубов, да разберам зошто овој човек кој што сега го судат за наведување на самоубиство може негде во него кае тоа што се случило. Знаеш, не да речам као брат, кретен, идиот, не брука, треба да идам да го истепаме, да му се собереме, не е тепан доволно. Онака велиме како практично да бидеме солидарни во борбата против родово базираното насилство, дека не е нашето барање кон вас додите да го истепате овој што мене ми врза шлаганица пред некое диско, него кои се тие на крајот на криштата за мене во целава оваа приказна за родово базираното насилство, и тоа е нешто што многу често ми се појавува во последниве години, за жалот кога нештата стана не знам дали ескалира или ние повеќе слушаме за нив, е тоа како да направиме не само сојузништво со мажите, туку како нив да ги стапиме први во борбата. Како да бидат во првите борбени линии, како лицето на борбата против родово базирано насилство да бидат оние кои најбрзо слипнуваат во тоа. Како вие да бидете лицето на таа борба? И тогаш онака баш разговарам и се трудам да разберам, и ја разбирам колку е тешко колку е тешко да си машко денес, разбирам колку е тешко да си друга, разбирам колку е да си бро, се тоа го разбирам. Разбирам колку е тешко што велиш ти да му кажеш на некој брат, нема да се дружам со тебе зашто не се дружам со насилници. Те сакам, сме растеле заедно, имаме најубавите спомени, ама извини, ова е мојот отпор. Ме немаш веќе.
Не знам како поинаку. Значи тука за ова на Калија говорот многу ми се свија, че на оваа година 8-мартовскиот марш, заради тоа што се почувствував дека беше инструкции за како ти how to do this. Значи не пошто претходно сум се чувствувал дека некогаш се многу апстрактни говорите, дека се збори за нешто далеку, ама исто времено како не треба да чекаме секирата до перницата наша стигне, како буквално ова дека се случи во Тафталидже, а претходно имаше и скопски урбан лик кој што го изведе некако it came too close to home и тука веќе и луѓе што ги знаеа, се почувствуваа како повикани, имаше реално беше многу масовен оваа година протест. И многу ми се допаѓаше дека имаше инструкции. Као соочи се со својот пријател насилник. Као свати дека он со своите раце од која ќе завршите вие со пиво, оди дома и некого тепа. Стави се во позицијата на таа тепана жена, тоа тепано дете и размисли си кој е нивниот страв. Надвор од тоа што збориме, има премногу жени во општество што се плашат да си влезат дома бидејќи не знаат он со какви раце ќе дојде таа вечер у куќата. И као ти ако почнеш да комуницираш со него, мислам дека тоа е појдовната точка. Поради тоа што и за булинг еден од механизмите кои што се користат за справување со булинг е јакнење на децата што не се булис. Јас мислам дека патриархатот онака како е поставен, практично на мажите не им нуди можност да се здобијат со алатки како да се справуваат со своите пориви, со својот гнев. Практично само го гради, само работи и го храни тоа да они се претворат во некој што злоупотребува својата и физичка и општествена и секаква моќ. Супер е овој Ричард Гат што го преше Baby Reindeer на Netflix е на до сега не промовирам овие големи платформи, има нова серија која што се вика Half Men и е многу добра. Многу е добра. Се уште се занимава со токсичната машкост, конкретно се зборува за овој за гневот и како е он практично, како му доаѓа она завеса на многу други, цела широка лепеза на емоции кои што имаме, а немаме канал да го изразиме, па све иде преку гнев и од тоа дека мајка ти е болна и од тоа дека некого сакаш, све иде у агресија. Одлична е серијата и он е многу интересен. Као автор ми се допаѓа многу затоа што онака од повеќе страни влегува, нема антипод, нема ова е најбољи, ова е најлош, него баш онака со целата комплексност се занимава, супер се двата мачки лика, едниот му е практично као жртва на неговата агресија, всушност има некои други по-префинети начини на кои он агресивен према него и така. Така што таа ова чисто овака као запирка, а ова што сакав да го кажам за тоа дека ваквиот тип на сервиси, нели? Тоа е таа исто многу широка дебата во нашите активистички движења за борбата за женски права и за заштита на жртвите од родово базирано насилство. Ние цело време бараме од државата да направи сервиси за жените жртви. И вака вика, ние ќе направиме куќа сигурна во која ќе дојдат жената со децата, а он што он? Он ќе продолжи да живее во својата природна средина, во својот стан. Знаеш, мислам како, и се она не само што е типана, не само што детето е травматизирано, она има траумата на селење која е ужасна траума и за нас кои што сме привилегирани. Детето треба да не иде у школа. Значи, а ние ваму како општество сметаме дека сме смислеле не знам каков сервиси, седиме по оние наши средби и по мејл широки преписки, сервиси, чекам за кои сервиси? Океј, има она жените наоѓале начини низ историјата да прават своји механизми на преживување, не? И имаме ние седиме вака, тртљаме една со друга, дојде Андреја, ја ќе те спасам, ја ќе те земам со кола. Имаме ние внатре, имаме направено целен како би рекла ја, паралелен систем на преживување во патриархатот. Меѓутоа, мажите немаат ништо немате, брато, онака не знаете како да го речете никогаш, мислам, онака, што да му кажеш на овој ти тоа ги ти капе и врзав еден шамар. И ти се седиш, играте нешто и као не, као дури ни тоа не зна, немаш ни за тоа немаш механизам, бидејќи општеството те насочува кон тоа да не мислиш на тоа, не ти дава никаква алатка. Жените си го измислија феминизмот за да се справуваат со патриархатот. Мажите немаат свој феминизам. Мажите може да станат феминисти? Јас мислам дека е важно да имаат свој. Па не знам. Па не, можно е да имаат свој, затоа што сепак се некои искуства. Па стартната позиција е различна, се слагам. Па да, сепак се некои искуства кои се специфични, знаеш, мислам зошто да не. Ама тоа пак е патриархална глупавштина, дека сите други мислења кои што
во кој што нели ги има сите други теории се. Еве ние го промишљаме светот. Јас мислам дека може би нешто такво, се вака може да звучи малку и банално, ама јас стварно мислам дека мора да постојат некои внатре промислувања, некако едни со други, да се најдат некакви начини како едни меѓу други, мислам, во тие, баш онака мислам да што е таа машка солидарност? Од кај е дојдена? Што ја гради, што ја одржува, зошто е потребна, што добивам од неа, што многу повеќе губам, знаеш. А на крајот на денот исто така и нешто што мора да се свати дека е многу едноставно, дека мислам ние може да сме заглавени во теории на феминизам и од кај доаѓа и зашто постои, на крајот на денот треба да се биде човек. Значи толку е. Мислам не за мене да тргне некоја машка ме праша ај се објасни ми за феминизам, јас само ќе кажам само треба да си хуманист, само треба да си човек, да ги сакаш луѓето, да не ги двоиш на мажи. It's as simple as that. Че сам да кажам не треба да ги алиенира феминизмот мажите под кровителство на дека е нешто еманципирано, издигнато и сега знаеш ти треба да положиш тест за да влезеш во движењето. Значи actually е наједноставно у свет, иако носи таков еден збор што го спомнеш раздор се дешава, под него е нешто многу едноставно. За мене и тоа што многу алиенира едноставно. и што така се доживува, тогаш всушност само кажува дека не е феминизам. Веќе феминизамот во суштина инхерентно е Не треба да сето алиенира. спротивно, така да тоа не е тоа. И можам да кажам дека мене лично ми е вратена надежда до пред 10 години не можев и жал ми ова што ќе го кажам вака, ама не можев едно машко да набројам да кажам ова е прототип на машко на кое што мислам дека треба да одиме во насока на да имаме вакви машки. Немаше едно такво. За мене се беше во имагинацијата. Јас како замислувам дека машките би требало да бидат. Денешно време ги има. Ги има и како многу и мене многу ми е драго да ги идентификувам, да ги наоѓам, да се обкружувам со нив и да учам од нив и да растеме заедно и сакам да кажам дека it is fucking possible. Не е више Далеко од невозможно. незамислива цел кон која било невозможно. За мене до пред 10 години било као романтично. Maybe one day. Јас за почетна фаза викам не оде така. Одговарај на прашањето како си стварно. Да, не оди на психолог, одговарај на како си искрено. Само така почни. И види дали некако ќе менува тоа. И побари од другиот да го направи истото. Идеме вечер да пиеме пиво. Како си искрено, како сум искрен. Ајде да видиме кај ќе отиде разговорот. Пробаја таа динамика. Тренирај таа линија, таа мисла и да видиме дали ќе има некоја промена. Убеден сум дека ќе има. Мислам дека не постои опција каде што нема да има минимална промена. Јас тука би затварал, ако сакате вие некоја завршна мисла за нашата драга публика. Или бога ми работевме, ја не знам што да биде завршна мисла. Ете, мојата е одговара на како си искрено. Може да, супер. Еве со твојата машка една. Со машки квоти. Да верувам. И кога разговарате искрено, тогаш се поврзуваме со вас највише. Да. Јас тоа би го додала стварно. We feel it, we see it, we love it. Сладко, добро, убаво. Фала ти многу, баш ми е мене беше драго. драго. И научив многу и променив некои мислења. Мислам дека и тоа е битно да го Да, кажеме. и јас, Да. и јас мислам дека Да. окей, ќе одам не го исклучувам аргументот на нуклеарното семејство се уште од својата. Не те убедив. Не. Не, јас само би рекла дека нуклеарното семејство не мора да биде Не мора да она биде така. Што Може да го е реобмислиме и како и ова се друго. Да, можеме да си дадеме за право да мислиме на него поинаку. Да сватиме дека носи огромна моќ за промена. Исто така. Тој мал еден контекст. Прекрасно. Ето така. Фала ти многу. Фала ти, Преубаво си поминавме. До нареден пат. Фала.